Со блокада и мирен протест граѓаните на Кочани ќе се борат против загадениот воздух во нивниот град. Граѓанската група Граѓанска иницијатива за чист воздух, организирајќи се на социјалните мрежи, за во сабота најавуваат протест, со кој од надлежните уште еднаш ќе побарат решение, со кое ќе се спречи фабриката за хартија Paper Mill да не испушта штетни емисии во амбиенталниот воздух. Фабриката поседува интегрирана еколошка дозвола, а е направена и промена во погонското гориво, што значи наместо метан сега се користи дрвени палети. Дадено е наредба до крајот на овој месец да биде инсталиран филтер. Увид кој што ќе го направиме и ќе контролираме дали се инсталираат филтрите, додека не се направи од акредитирана лабораторија како што и барањето на инспекторот, мерење на емисиите кои што се испуштат во воздухот, ние не ќе продолжиме со усогласување на интегрираната дозвола која што е во процедура. Во борбата за почист воздух со сет мерки се вклучува и локалната самоуправа. Ке се воведуваат нови техники за да се спречат пожарите што ги предизвикуваат метаните на градската депонија, а ке се засилат и контролите против масовното палење на страништата. Ние како локална самоуправа сме спремни да покренеме иницијатива пред парламентот за промена на законот. Секој оној што ќе ја спали остатокот, ќе го спали остатокот, не го следуваат субвенции. Ниту една депонија во државата не ги задоволува стандардите. Со изградбата на регионална депонија во Свети Николско ќе се направи исчекор кон подобрување на воздухот што го дишат граѓаните. Деновиве, иако простори информација дека Кочани е меѓу најзагадените градови во државата, надлежните демантираат. Тврдат дека изминатата недела немало штетни емисии над дозволеното.